Историјата само кај нас важи и во сегашноста, тешко од неа ќе се ослободиме и во иднина. Сите премрежја се поврзани со отсуството на сигурност која треба да го гарантира системот. А тој никако да го покаже тоа што од него постојано се бара. Јас имам епохална реченица кажена во 2004 година. Да умре во четвртокот нема да знае дека Македонија е толку правна држава. На криво магаре ме качија. Денеска после 19 години ние повторно исто збориме. Причините за однова и однова да се живее во истото време не баре денот на мрморецот се разликуваат само во однос на впечатоците, а не и од содржински аспект. Или не се знае, или се должи на зла намера. Тие испратија порака пред македонската јавност дека не си го познаваат сопствениот закон. Го познаваат, меѓутоа свесно го кршат. Може би до ескалација немаше да дојде доколку наместо барање за стрпливост од јавноста, пред неа беше презентирана вистинската слика за гробарите на македонската правда. Молчењето, за жал, кога станува збор за злоупотребите, не е злато. Јас би замолила за малку трпение. Судскиот совет работи и на првиот случај и на останатите случаи. Во овој момент не можам информациите да ги споделам со јавноста. Најинтересно е дека тој кому му се премолчува поради таквиот однос, наместо да биде санкциониран поради политички дил ке замене на повисока функција. Затоа, за да се биде член уште повеќе да се предводи на толку сериозна институција, не е доволно само да се има желба и партиска логистика. Туку се потребни интегритет и стручност. Ја Весна Данева не ја бранем ко Весна Данева. Ја не ја напаѓам Весна Данева. Ја кажувам дека стручен не може да се нафати, нека биде Господ. Овдека е менаџерска работа. А не е менаџерска работа, што не стане менаџерска работа председател на судски совет? Па затоа што си професор. Да бе, бег. Работата не само што е за бегање, туку е за бегане, камуфлирајќи се за правот и етиката соочени со зборови упатени директно кон нив. Не можејќи да претрпат критиката како во средниот век. На клада ги ставаат тие што се охрабриле да им кажат дека се обични монети за подкусурување. Пазите сега кој е примерот. Ако некој јавен обвинител се дрзне да критикува било кој од Советот или самиот Совет, наредниот ден инквизиција решила да му скине главата. И на крајот, за тие кои сакајќи да поминат лесно, барем со избран речник, го бираат потешкиот. И да ви кажам право, успешно се шетам по судови. Да. За разлика и не леам солзи затоа што се шетам по судови, затоа што кавкалијански сакам да го поминам ово. Символиката, додуша со малку видоизмената лексика, е типична за целиот македонски општествен лавиринт. Од него може да излезат само оние кои умеат на свој начин да го протолкуваат уставното начело со кое се што не е забрането е дозволено. Па било тоа и надвор од здравиот разум.